денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Туристичките агенции полека ја губат посредничката улога. Продолжува безмилосната сеча на шумите на јабланица, алармираат здруженија и екологисти. До крајот на јуни регулаторна треба да донесе одлука за ефтината дневна тарифа на струја. Македонија бележи скок од 19 места во поглед на слободата на медиумите. Трагедија во Србија. Седмоделенец со план и список за одстрел уби 8 ученици и чувар во основно училиште во Белград. Со најавените и останатите содржини во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето облачно и нестабилно со врнежи од дожд, ветровито и свежо, максималната дневна само 14 степени. Попладне пообилни врнежи од дожд кои ќе надминат и до 15 литри. Во текот на ноќта кон четврток слаби врнежи од дожд. Утре над британските острови на крајниот запад од Европа и локално во североисточните делови од стариот континент умерено облачно и нестабилно време со дожд. Врнежи од дожд се очекува и на југ на Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Во останатите делови сончево со локална облачност и топло време. На Балканскиот полуостров утре времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд проследени со ветер и пад на температурите. Се очекува да наврнат и до 15 литри дожд на метар квадратен, максималните дневни температури од 15 до 23 степени. Во Македонија во четврток времето умерено облачно и нестабилно со дожд, ветровито и потопло со пораст на дневните температури. Локално врнежи од дожд и до 15 литри. Ке дува да умерен североисточен и северозападен ветер, минималните од 4 до 12, максималните од 14 до 21 степен Целзиусов. Во Охрид во четврток умерено облачно и нестабилно време. Врнежи од дожд проследени со ветерно со повисоки температури, минималната 9, максималната 16. Во Охрид во петок и сабота претежно сончево време. Ке има локална облачност, ке биде потопло. Минимална температура 8, односно 7, максимална 19, односно 20. Во недела умерено облачно и нестабилно време. Можни се слаби локални врнежи од дожд, дневната температура ќе достигне 20 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпа Инвест. Ресторан Далга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании.
Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Некогаш целосниот закон за туристичка дејност со кој регулираа сите активности во туризмот после многобројните измени кои ги претрпе, ги ограничи надлежностите на туристичките агенции. Измените на овој законот пред 2 години одат дотаму што им овозможија иностранските државјани да бидат туристички водичи во Македонија. Туристичките водичи од европските земји и од земји од соседството сега ги водат странските туристи низ нашите културно-историски знаменитости. Туристичките агенции од земјава кои се занимаваат со дојдовен туризам, полека ама сигурно ја губат својата посредничка улога. Многобројните и чести измени на законот за туристичка дејност ги ставија во подредена положба и агенциите, но и македонските туристички водичи, овозможувајќи странски државјани од европските земји и од земји од соседството сега да можат да ги водат странските туристи низ нашите културно-историски знаменитости, негодуваат експертите. Значи, странски туроператори можат да изнајмуваат локални туристички водичи како физички лица, а исто така веќе долго време можат да стапуваат во контакт со хотелиерите, со хотелите и да добиваат директно цени од нив, со што би ги намалиле чинењата на нивните аранжмани, а со тоа е прескокнат посредничкиот фактор, односно локалните туристички агенции. Во февруари месец 2021 година се направи една драстична промена на законот за туристичка дејност, каде што во делот на кој може да води туристички групи во нашата држава, беше ставено дека може да бидат и државјани кои што не се резиденти, односно не се државјани на Република Македонија. Европската Унија, вели Наумов, претендира во своите рамки да воведе еден заеднички систем, односно да обезбеди еднакви права и услови за сите резиденти на Европската Унија, но не ги исклучува локалните закони и подзаконски акти за заштита на правата на локалните агенции и туристичките водичи. Згаснувањето на Асоциацијата на туристички агенции на Македонија АТАМ дополнително нанесе удар на работењето на македонските туристички агенции и на асоциациите на туристички водичи, вели Владо Сукловски, собственик на туристичка агенција. Не смееме да дозволиме да преку ваква сива економија се уништат пред се агенциите, нормално и водичите, со оглед дека ако се дозволи да водат странци во Македонија, тогаш домашните водичи кои плаќаат и по 500 евра за да се стекнат со звање туристички водич, ќе останат без работа. Мислам, овие недостатоци, да ги речам, да не употребам друг збор, мора да се коригираат и да се направи еден закон кој пред се ќе ги штити домашните институции, домашните фирми, затоа што тоа е и основа на секоја економија. Платформите како Booking и Airbnb ги урнаа навиките на туристите да ги користат услугите на туристичките агенции за сместување и други дополнителни дејности. Тоа мора да се регулира, велат од туристичките агенции, бидејќи сега конгреси, екскурзии и сместување организираат од директори на училишта до вработени на државни институции, туристички водичи, па дури и свештени лица, без при тоа да плаќаат даноци кон државата. Експертите децидни, сега и нашите туристички водичи и туристички агенции кои се занимаваат со дојдовен туризам немаат институционална заштита и нема кој да реагира кога се носат закони спротивни на нивните интереси. Масовната и безмилосна и легална сеча на шумите на идниот национален парк Јабланица добива на интензитет,
Алармираат од местна заедница село Вишни, Сдруженијата на граѓани Свети Спаса Вишенска и Свети Атанасија од Вишни и Сдружение за екологија и туризам Екотуризам 2016 Охрид. Бара државата да ги заштити ретките природни богатства од неконтролираното искористување и уништување и да се забрза процедурата за прогласување на Јабланица за национален парк. Сечата на шума во атарите на селата Вишни, Радолишта, Франгово и Лабуништа во изминативе месеци добива на интензитет. Реагираат до редакцијата на ТВМ од местната заедница на село Вишни, Сдруженијата на граѓани Света Спаса Вишенска и Свети Атанасија и Сдружение за екологија и туризам Екотуризам 2016 Охрид. Речи си да нема педа од Јабланица во која не продреле шумските мафијаши. Шумската полиција е немоќна и не реагира. Шумското стопанство одамна кренало раце, а невредните букови шуми исчезнуваат и се нанесува огромна штета на екосистемите и на државата, реагираат здруженијата. Здруженијата посочуваат дека во изминативе години испратиле бројни реакции и представки до надлежното Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство. Во 2020 година добиле одговор од Министерството за животна средина дека шумско-културни работи ќе се изведуваат само во атарите од селата Радолиште и Франгово, според посебниот план за стопанисување со шумите во шумско стопанство Ќафасан Јабланица во период од 2019 до 2028 година. И покрај тоа, речи си да нема ден на патот Долна Белица Вишни Струга да не поминат натоварени камиони со бесправно исечени дрва. Ова уште повеќе што за интересот на малкумина страда цела Јабланица во време на енергетска криза кога луѓето одвојуваат баснословни суми за легално да купат огрев, велат од Екотуризам, местната заедница и Сдруженијата од село Вишни. Здруженијата бараат сите надлежни органи ургентно да ја сопрат бесправната сеча и пустошењето на шумските екосистеми на Јабланица, државата да ги заштити ретките природни богатства од неконтролирано искористување и уништување и со тоа да ја спречи и заканата од ерозија на земјиштето. Доколку бесправната сеча не престане, секојдневно ќе ги стопираме со жива сила сите камиони кои пред наши очи пренесуваат бесправно исечени дрва на патот Долна Белица, Вишни Струга, велат од Екотуризам, местната заедница и Сдруженијата од село Вишни. Иницијативата за прогласување на Јабланица за национален парк е од местните заедници и од невладиниот сектор и истата е прифатена од градоначалниците на општините Струга и Вевчани, потсетуваа Сдруженијата во дописот. Владата ја поддржа иницијативата за прогласување на Јабланица за национален парк во 2022 година. Екологистите и Сдруженијата апелираат да се ревидира и дополни во најбрз можен рок студијата за валоризација на природните и социоекономските вредности, за да може да се забрза процедурата за прогласување на Јабланица за национален парк. Станоиздавачите во Охрид и Струга да се обратат до Оделението за епидемиологија при Центар за јавно здравје Охрид со цел спроведување на задолжителната превентивна дезинфекција на апартманите и собите кои планираат да ги издаваат на туристи оваа летна туристичка сезона. Во пресрет на туристичката сезона од Центарот за јавно здравје Охрид во рамки на своите законски надлежности и овластувања ги потсетуваат и повикуваат давателите на угостителски услуги во станови, куќи, апартмани и соби за одмор во Охрид и Струга да се обратат до Оделението за епидемиологија при Центарот со цел спроведување на задолжителна превентивна дезинфекција на просторот кој се користи за давање на угостителски услуги согласно Законот за заштита на населението од заразни болести. Центарот за јавно здравје Охрид за станоиздавачите подготви посебни поволни пакети на услугите за дезинфекција, а нашите мобилни екипи ќе бидат подготвени секој работен ден и сабота со потребната опрема и средства да одговорат на барањата на потребите на угостителите станоиздавачи за навремено и ефикасно спроведување на превентивната дезинфекција со цел намалување и избегнување на ризиците од појава на заразни болести, велат од Центарот за јавно здравје Охрид. За дополнителни информации и закажување на услугата дезинфекција, станоиздавачите можат да се обратат во просториите на Центарот за јавно здравје во Охрид или на телефоните 046 231 030 и 070 723 029. Регулаторната комисија за енергетика до крајот на јуни треба да донесе одлука за враќање на ефтината дневна тарифа. Председателот на регулаторна, Марко Беслимовски, за вестникот Вечер изјави дека во моментов се прават анализи. Се прават анализи во кој период од денот ќе може да имаат граѓаните ефтина струја.
Тоа најверојатно ќе биде во периодот од 12 до 16 часот, но не се знае колку часа, дали ќе бидат 2 како порано или повеќе. Тоа ќе го кажат деталните анализи кои треба да бидат готови до јуни, за да до крајот на јуни ја донесеме и одлуката, вели Беслимовски. За оваа намена треба да се приспособи тарифниот систем, а цената би требало да биде значително пониска од цената која се плаќа во првиот тарифен блок, односно од 7,41 денар за киловат час. Дневната ефтина тарифа за домакинствата поради енергетската криза и растот на цената на струјата на берзите беше укината лани во јануари. Македонија бележи скок од 19 места за слободата на медиумите според глобалниот индекс за слободата на медиумите на Репортери без граници. Во извештајот за Северна Македонија наведуваат дека иако новинарите не работат во непријателско обкружување, раширените дезинформации и недостигот на професионализам придонесуваат за опаѓање на довербата на општеството во медиумите, што ги изложува независните медиуми на закани и напади. Продолжува и тенденцијата владините функционери да имаат лоши понижувачки ставови кон новинарите. Северна Македонија е рангирана на 38 место од вкупно 180 земји во светот, според глобалниот индекс за слободата на медиумите на Репортери без граници. Земјава бележи скок од 19 места во однос на минатата година и е најдобро позиционирана во регионот на Западен Балкан пред Црна Гора, Хрватска, Косово, Босна и Херцеговина и Србија и Албанија. Репортери без граници во извештајот за Северна Македонија наведуваат дека иако новинарите не работат во непријателско обкружување, раширените дезинформации и недостигот на професионализам придонесуваат за опаѓање на довербата на општеството во медиумите, што ги изложува независните медиуми на закани и напади. Продолжува тенденцијата владините функционери да имаат лоши и понижувачки ставови кон новинарите. Иако телевизијата е доминантен извор на информации, онлайн медиумите играат важна улога. Сепак мора да се направи разлика помеѓу професионални онлайн редакции кои вработуваат професионални новинари и објавуваат оригинални содржини и поединечни портали кои прават плагијат и копи-пейст на туѓи содржини. Исто така постои голем јас меѓу гледаноста и довербата. Најгледаните телевизиски станици имаат низок индекс на доверливост. Целокупната средина останува поволна за слободата на медиумите и дозволува критичко известување, иако транспарентноста на институциите е прилично слаба. Поради силната политичка поларизација, медиумите можат да бидат подложени на притисок од страна на властите, политичарите и бизнисмените. Двете најголеми партии на власти во опозиција создадоа паралелни медиумски системи врз кои го вршат своето политичко и економско влијание. Јавниот радиодифузен сервис нема уредувачка и финансиска независност, додека Уставот ја гарантира слободата на говорот и забранува цензура, земјата заостанува во однос на усогласувањето на медиумското законодавство со стандардите на Европската Унија, на која има намера да се приклучи. Судската злоупотреба на Законот за граѓанска одговорност за клевета потикнува само цензура во медиумите. Тужбите се користат како алатка за заплашување и притисок врз независните медиуми. Предлог законот за повторно овластување на владата да се рекламира во приватните медиуми предизвика загриженост за можното политичко влијание. Иако одредени видови медиумска концентрација се забранети со закон, редакциите на некои од главните телевизиски канали се изложени на економски притисоци од нивните сопственици. Државното финансирање е ограничено и нетранспарентно, а независните медиуми во голема мера се потпираат на донаторите. Странските грантови засновени на проекти придонесуваат само за опстанок, но не и за понатамошен развој. Постои трговија на влијание меѓу маркетиншките агенции и одредени медиумски куќи. Новинарите редовно се мета на вербални напади. Под изговор за заштита на државните тајни и личните податоци може да бидат изложени на правен притисок и на вредливо гонење, процедури за гадење или слаб. Сепак, судовите имаат тенденција да поддржуваат слободата на печатот и да ги штитат новинарите. Назначен е специјален обвинител кој ќе ги води случаите на напади врз новинари, а се разгледува и отворење на слични канцеларии низ целата земја. Во годинешниот извештај се наведува дека новинарството во 2023 година е загрозено од индустријата за лажни содржини и дека лажните содржини имаат силно влијание врз медиумите. Во дури 118 земји испитаниците изјавиле дека политичките актери се систематски вклучени во масовни дезинформации или пропагандни кампањи. Големиот развој на вештачката интелигенција пак предизвикува проблеми и во медиумскиот свет. Утрово Балканот го потресе страшна вест.
14-годишник со пиштол уби 8 ученици вработен во своето училиште во Белград. 6 деца и наставничка се тешко повредени. Началникот на белградската полиција на пресконференцијата во владата на Србија кажа дека момчето имало план за стравотниот поход и список за одстрел. Уапсени се и ученикот и неговиот татко со чии пиштоли бил извршен масакрот. Србија прогласи 3-дневна жалост. 14-годишниот Коста К, седмооделенец, утрово влегол во основното училиште Владислав Рибникар во белградската општина Врачар и со пиштол почнал да пука во учениците што биле на час по историја. 8 ученици, 7 девојчиња и едно момче биле смртно ранети. Чуварот се обидел да ја спречи трагедијата пошто и тој бил убиен. 6 деца и наставничката по историја биле повредени. Една ученичка со тешки повреди на главата и наставничката со прострелни рани во стомакот се борат за живот. Другите со прострелни рани во екстремитетите се на интензивна нега во стабилна состојба. Ученикот по смртоносниот поход се јавил во полиција и го пријавил пукањето. Шефот на полициската управа на град Белград, Веселин Милиќ, изјави дека делото било однапред испланирано. Милиќ на јавноста и покажа и список што го составил ученикот, а на кој се наоѓале имињата на децата што планирал да ги убие. Дете КК у дужем временском периоду планирало извршење овог кривичног дела. Мотив? Ова е планирано веќе 1 месец. КК долго време го планирал. Не го откри мотивот. Го зел огненото оружје од станот на татко му и го донел со 4 молотови коктели. КК имал скица од училиштето и список на деца кои планирал да ги ликвидира. Самиот направил план на влезот и излезот од училиштето и поставил приоритетни цели. Обележал кого, од кој клас ќе го ликвидира со бројки. Братислав Гашиќ, министер за внатрешни работи, на пресконференцијата во владата на Србија изјави дека е уапсен и таткото на момчето. Оба пиштолја кои се наđена и у ранцу и кои се предмет извршења кривичnog дела су имале легалне дозволе од страна. Двата пиштоли, оној во ранецот и оној со кој извршено ова кривично дело, биле во легална собственост на таткото на момчето. Тврди дека биле заклучени во сеф под шифра. Има неколку оружја од 2016 и 2017 година, но очигледно детето имало шифра за тие пиштоли и 3 полни рамки со по 15 куршуми. Момчето често одело на стрелиште со својот татко. Министерот за образование Бранко Ружиќ нападот во Рибникар го нарече зверски чин и најголема трагедија што ја снајде Србија и образовниот систем во поновата историја. Србија е такоđe, nažalost, i deo onog sveta. За жал, Србија е дел од светот каде се почесто се случуваат вакви работи. На сите ни е јасно дека ни треба голем пресврт за оваа трагедија да не се претвори во општествено посакуван модел на однесување. Наставата денеска беше прекината во попладневната смена во белградските училишта, а утре ќе започне со едноминутно молчење. Никој не може да им ги врати децата на нивните родители, рече министерот за образование, прогласувајќи 3-дневна национална жалост од 5 до 7 мај. Во продолжение следуваат и вестите од светот. Еден маж е уапсен пред Бакингемската палата откако фрлил чаури од сачмарка во дворот, соопшти полицијата. Полицијата ја опколила целата област по инцидентот кој се случил синоќа. Властите не го третираат инцидентот како терористички, туку како изолиран случај поврзан со ментално здравје на поединец, наведува BBC. И покрај тоа ноќните проби за кронисувањето на Чарлс III продолжија според планираното. Полицијата соопшти дека кај мажот бил пронајден нож и сомнителна торба, а превентивно била извршена контролирана експлозија. Кралот и кралицата Камила, кои живеат во блиската куќа Клиренс, не биле во Бакингемската палата за време на инцидентот. Церемонијата на кронисувањето ќе се одржи оваа сабота на 6 мај. Група средношколци претепале помошник директорка во Тексас, која итно била пренесена во болница со сериозни повреди на главата. Учениците во средното училиште Вестфил во близина на Хјустон ја собориле помошничката на земја додека таа се обидувала да ја прекине тепачката која избила меѓу учениците. Се чини дека видеото кој стана вирално на социјалните мрежи го прикажува бруталното тепање кое се случило во четвртокот на 27 април. Таткото на жртвата изјави дека таа страдала од неподносливи
болки во главата и дека е потребно скенирање на главата по инцидентот. Други членови на персоналот во училиште сега се огласија и рекоа дека не се чувствуваат безбедно на работа, а дека родителите би биле вознемирени доколку знаат колку е небезбедна натрешноста на училиштето. Наставничката која побарала да остане анонимна поради страф од одмаз да рече дека се чувствувала должна да проговори по шокантниот инцидент. Изјави дека членовите на персоналот не се чувствуваат безбедно во кампусот каде има само 2 полицајци и речиси 3000 студенти. Голем пожар избувнал рано утрово во складиште за гориво на Русија во југозападниот крај Краснодар во близина на мост на Крим. Според локалниот гувернер во пожарот нема жртви. Областа се наоѓа во близина на Кримскиот мост кој го поврзува руското копно со полуостровот Крим. Се прават сите напори за да се спречи натамошно ширење на пожарот. Нема опасности за жителите на селото. Во текот на ноќта Русија ја почна третата рунда напади врз Украина во последните 6 дена. Дрон удри во зграда во реонот на Днепар, а другите се испратени кон главниот град, соопштија украинските власти. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.